А во продолжение Слободанка со нејзиниот гостинг, добро утро до Слободанка, добро утро до Оливер Андреевски, кој што е вака официјално да ве представам сега. Оливер, координатор за комуникација на Национален младински совет на Македонија, но она што е значајно, колку што јас вака подразбрав, дека последиците од нас возрастните што и направивме панетава ги гледаме секојдневно, што значи ние возрастните оплескавме работата, сега на вас младите оставаме да го решите проблемот. Така некако ли, Оливер? Се обидуваме, да. Имате низа активности, акции, така што тоа е она за кое што ќе зборувате со Слободанка, повелете. Искрено што иднеш добро утро до тебе. Нешто си ми така весела, убава, расположена. Па не баш да ти кажам со оглед на темиве, но еве тој кажав на гледачите, немавме вчера струја, па си направивме малку муабет по дома, се запознавме. Се запознавте конечно? И им реков, фини луѓе живееле кај мене дома, не знам кај тебе во автокоманда, како па беше. Па нешто слично беше. Добро. Ајде, повелете. Добро утро и до нашите гледачи. Од мене, секогаш да со Искра си сакаме да си поразговараме, како моја колешка. И поздрав до вас до сите кои што ова утро не следите и како што веќе најави и многу убаво кажа мојата колешка дека светото станува сепак на младите. Меѓутоа се надевам дека го оставаме во сигурни раци, ако ништо друго тука кај нас, меѓутоа и во регионот. Оливер од Националниот младински совет, добро утро и добре ни дојде. Драго ми е што ова утро ќе поразговараме токму на оваа тема. Добро утро и од мене, благодариме многу на поканата и секогаш ни е драго и чест што одвојувате простор за младите и прашањата кои што ги мачат младите. Секако, верувајте дека навистина сте ни многу важни. Сега, самиот наслов или зелена образовна трансформација. Ајде да појасниме за што се работи. Ајде. Значи вака, тоа е еден проект кој што го нарекуваме Зелена генерација, училишта за зелена акција, односно тоа е проект кој што го спроведува Националниот младински совет на Македонија во партнерство со Београдска отворена школа од Србија, Боневет од Косово и Ресет од Босна и Херцеговина. Тоа се нашите партнерски организации. Овој проект е финансиски. Се извинувам, дали подолг период се работувате заедно или? Да, во рамки на овој проект. Во рамки на овој проект. Да. Тоа проектот е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество за Западен Балкан. Станува збор за еден проект кој што ја опфаќа темата на климатските промени и транзицијата кон зелена енергија. Така. Што поточно станува збор, за што поточно станува збор, значи тоа е проектот вклучува активности кои што ги опремуваат училиштата со соларни панели и понатаму, освен тој, да речем, инфраструктурен дел кој што им помага на училиштата да станат повеќе енергетски независни, да користат обновлива енергија, исто така имаме едукација на учениците и едукација на наставниците од овие училишта. Дали допираме до нив? Тоа е многу важно. Да. Браво. Освен, значи во Македонија зборуваме за училишта од општина Чаир, општина Берово и општина Штип. Во овие училишта, во неколку училишта од овие општини, значи поставивме соларни панели и во текот на проектот, откако се ставени панелите, се мери заштедата на електрична енергија, односно сумата на средства која што би се заштедила со користење на овие соларни панели, а не користење на традиционалните извори на енергија, односно купување на енергија од самиот пазар. Понатаму, таа заштеда ја мериме за да видиме на крајот во одреден период, временски период, колку се заштедила. За таа заштеда понатаму самите ученици да искористат на друг начин. Да искористат на друг начин, да. Заедно со Советот на родители, Советот на училиштата да се договорат за што можат овие средства да се искористат во училиштето и понатаму да ги вклучат и самите ученици во секоја наредна реконструкција или инвестиција во училиштето, да ги прашаат самите ученици што би сакале да има во нивното училиште. Сигурно дека ќе одговорат компјутер, лаптоп и слично. Па на сече изненадување, да, самите ученици на завршната конференција која што имавме,
побараа да се реновираат тоалетите во училиштата, да се отворат Одлично, кантини. онаму каде што е потребно, да, значи, браво. Учениците самите нели знаат што им треба во самите Во училишта. самите училишта, што е она што најмногу им недостига, па на ваков начин може и да се решат тие проблеми со кои што Така е. самите ученици се соочуваат. Кажавме да во Македонија ги споменавме овие училишта, значи веќе тоа функционира. Да. Да, и дали имаме еве резултати од сето тоа и кои се оние барем еден да наведеме резултата од сето ова, што е произлезено од зелената еве да кажеме образовна трансформација кај нас во Македонија. Така, значи во овие училишта се веќе поставени соларните панели и веќе се мери. Сега во следниот период очекуваме да се состанат тие училишни заедници за да се одлучи за што би се искористиле овие средства. До сега, значи како што споменав, имавме неколку предлози од училиштата, меѓутоа веќе овој процес за нас е завршен, сега е оставаме на училиштата и ќе ги следиме и ќе разговараме со нив за понатамушните чекори кои што ќе ги превземат. На конференцијата разговаравме со учениците и со градоначалниците на Беровиште, беа присутни представници на општина Чаир, така што и тие се веќе вклучени во проектот и во активностите се запознаени И имаат насоки што треба да имаат спроведат. насоки понатаму што треба да прават. Учениците самите кажаат одредени работи кои што ги сакаат, како што спомнав тоалети, некои од нив беа спомнати и енергетска ефикасна фасада на училиштата да се стави. Така што сега сме во фаза на која што ќе се одлучува за што ќе се искористат средствата и како понатаму ќе се работи на тоа. Нас ни преостанува да се надеваме дека ќе се искористат до последен денар Апсолутно. онака како што нели е потребно. И ќе ги следиме дали ќе ги искористат правилно средствата. Ете, тоа е Во многу важно Да. кај нас, со оглед на тоа дека знаеме во какво општество живееме, за жал. Да. Меѓутоа сите како велат очи треба да ни бидат широко отворени. Мощна интересна идеја морам да признам, како што кажавме дека овој проект се реализира како кај нас во Македонија, така и надвор од државите. Дали вие бевте таму исто присутни и како и таму еве се прифаќа ова што е понудено како проект? Така, за оваа тема се повеќе се зборува и во регионот, меѓутоа и кај нас, и од страна на учениците, од нашето искуство е секаде прифатено, затоа што зборуваме со учениците буквално за кои се бенефитите од обновливите извори на енергија и преку обуките, преку работилниците кои што се прават и кај нас и во регионот, учениците стануваат свесни за самите климатски промени. Мислам, можеме да видиме што се случува и со пожарите, и со големите Апсолутно сето топлотни што бранови. ќе зборуваме сега сакав тоа. И Да. со нели проблемот со мечките кои што го имаме во нашата држава, Да. тоа е секако влијание на климатските промени понатаму. Така што нас Ги не е едуцираме многу драго, на некаков начин, ги едуцираме, сигурно дека Да. и дечињата од помала возраст Да, во училиштата. ова се голем дел од нив. Имаме едно средно училиште, другите се сите основни. Сите се до некаде свесни за сите овие работи и со овие обуки и работилници се повеќе се крева свеста за тоа и за Одлично. нивното делување, нивното отпечаток кој што се остава во заедницата. Ајде сега да видиме што е вие младите, на каков начин размислувате и од Националниот младински совет и за оваа тема која што сега ја споменавме за климатските промени. Затоа што и сите, како што кажавме, ги чувствуваме овие климатски промени со високите температури, еве во оваа година колку во секунд нели се менува времето и едноставно доживуваме невреме, како во текот на вчерашниот ден, така во изминатите денови. Што е она што конкретно вие имате како идеја и треба да се превземе за да на некаков начин се ублажат климатските промени или да упатиме еден апел во регионот, меѓутоа во Европа, па можеби и во светот? Така. Она што ние еве со овој проект и со други активности го потенцираме кај сите, особено кај младите, затоа што сметаме дека треба младите да имаат таа свест за животната средина, да внимаваме на зеленилото кое што се повеќе го нема во нашите градови, да внимаваме на ѓубрето кое што го создаваме, да внимаваме на сепарација, односно селекција на ѓубрето, да ги поттикнуваме нашите локални и национални власти да превземаат активности кои што и политики кои што ќе бидат во насока на намалување на отпечатокот на јаглерод диоксид во воздухот и да нели преминуваме кон Тоа е еден од најголемите обновливи- фактори поради Да. промената на климатските Да преминуваме кон обновливи извори на енергија, да гледаме да Промена користиме на што времето. е можно помалку електрична енергија,
за да можеме да речеме дека сме придонеле кон намалување на ефектот на климатските промени и на стаклена градина. И со самото тоа одиме во училиштата и на ваков начин ги едуцираме и оние од помалите нозе. Меѓутоа, ајде во училиштата, да, ги едуцираме. Меѓутоа, што правиме? Дали имате вие контакти со општините за ова што го кажавме, селекција на отпад, што е многу потребно, а знаеме дека во некои општини тоа за жал и не е така и не функционира. Така. Кај некои да, има, можеме да забележиме, меѓутоа кај повеќето такво нешто не постои. Што правиме тогаш? Како Така. апелираме, како доаѓаме до нив, што е она што тие треба да го сторат? Така, преку овие активности, значи ние вклучивме 250 ученици. Преку други активности и различни проекти кои што ги правиме, допираме до доста голем број на млади. Меѓутоа не само млади, туку и наставници, други чинители во самите општини наоколу, меѓутоа и на национално ниво. И со ова можеме да кажеме дека имаме релевантност која што можеме да ја пренесеме на оние кои што ги креираат политиките. Со целата оваа позадина, заедно со нашата членка, односно организацијата Go Green или Биди зелен, кој што се вклучија доста... Во моментов гледаме фотографии од конференцијата. Фотографии од конференцијата. За ова за сега зашто зборуваме? Ова е од последната од завршната конференција која што се случи. Значи нашата организација членка Go Green или Биди зелен, која што се занимава исклучиво со овие теми, беше еден клучна алка во целиот овој процес, која што ја има експертизата, меѓутоа ние имаме исто инфраструктурата и Така и ве млади можеме да забележиме како внимателно слушаат што е она што треба да им се пренесе и да допре до нив. Тоа ме воодушевува, да видам искрена, затоа што со внимание слушаа. Барем и тука може да се забележи како и повозрастните, така и помладите, па и така треба да е со внимание за да има некакви резултати, а не само да сме присутни на овие конференции, работилници, како и да ги наречеме што Апсолутно, ова е тема која што не засега сите од најмал до најстар. Од најмал до најстар, така е. И не сакаме не време како што беше вчера, така ли? Сите овие работи кои што ги на кои што ние сме навикнати секојдневно, меѓутоа треба да се променат, влијаат на животната средина и тоа е нешто што мораме сите заедно да работиме да го промениме. Дали можеме да успееме е прашањето? Можеме да сега веќе работиме на превенција на поголема штета. Веќе како што можеме да видиме е направена одредена штета, не само од нас, нели целиот свет се наоѓа во истата ситуација, меѓутоа можеме да работиме на превенција на поголема штета. Значи овие невремиња кои што ги гледаме сега и пожари и дури се и помала штета. Огромни температури, ова е нели минималното нешто што го доживуваме сега. Не сакам да замислам што би можело да се случи за 10 години ако продолжиме да функционираме на истиот начин. Што значи дека сето тоа мораме на било каков начин да го спречиме за да не дојде до поголеми размери, не дај Боже, меѓутоа мораме да бидеме искрени дека доколку така си продолжиме да го живееме животот на начин на кој што тоа и го правиме, за жал и ние луѓето, и знаеме каква е еколошката свест кај нас исто на пониско ниво, можеме да дојдеме до такви размери. Не е заплашување, меѓутоа тоа е реалноста, ако не се подобриме. Што е она, еве, кога веќе ја споменав и екологијата, сигурно дека имате и такви проекти околу екологијата, едукација на младите како да бидат свесни дека тоа е број 1 што треба да го сочуваме, тоа е чистотата во нашата земја. Успеваме ли да допреме до нив на овој начин? Со оглед на тоа дека гледаме нели што се случува со младите, ако ништо друго имавме многу неубава слика пред некое време со уништувањето на паркот, меѓутоа ајде да се надеваме дека тоа е само една мала група од такви дечиња. За жал се случи, меѓутоа што е она што вие треба да го сторите? Ние како Национален младински совет на Македонија апелираме до сите институции со кои што имаме соработка. Значи ние сме имале соработка и со Министерството за образование и наука, и со Министерството за труд и социјална политика. Работиме на различни проекти кои што и политики кои што можат да предонесат кон подобрување на целата таа ситуација. Една од работите кои што активно во моментов ја спроведуваме е гаранцијата за млади. Значи тоа е политика на владата која што ние активно лобиравме уште од 2015 година да започне со имплементација во 2018 година како пилот проект
и се уште функционира и се уште постои. Тука тоа е гаранција која што младите ја добиваат дека доколку се невработени надвор од едукација или од образовен процес да се пријават во агенција за вработување и агенцијата, односно државата гарантира дека во рок од 3 до 6 месеци ќе добијат некаква понуда за работа, обука, преквалификација, доквалификација и слично. Исто така работат со кариерен советник на нивните вештини, на нивното CV и така натаму. Тоа е една добра мерка која што може да помогне младите кои што се исклучени од целиот систем, од целото функционирање во општеството, да добијат свое место и да го продолжат својот кариерен пат. На тој начин една како да речам, едно синџирче во алката кое што помага да сите овие работи ги превенираме или ги спречиме понатаму да се развиваат во различни девијации во општеството. Така што не е само еден или не е само владата или не е само една институција, не е само многу повеќе едно нешто што мора да се среди, така. туку треба сите заедно како еден систем на функционирање во општеството, почнувајќи од државните институции, понатаму соработка со граѓанското општество, со заедниците, со локалните самоуправи, со сите оние кои што се дел од некаков систем кој што го живееме, треба заедно да ги менуваме нашите навики и или народски политики. кажано превоспитување за таквите дечиња кои што имавме можност како грда слика да погледнеме што не е прават. само нели младите, туку сите да бидеме сите оние кои што сме дел од инволвирани едната во тоа за да помогнеме на било каков начин, пред се прво и родителите. Така. Од сето ова што го споменавме. Ајде да ги искористиме овие последни минути за Националниот младински совет, од кога постои, да потсетиме што е она што вие го имате како главни активности тука кај нас во Македонија ќе се задржиме. Кажавме дека со овој проект Зелена трансформација успеваме во регионот исто така да ја реализираме. Меѓутоа, ајде нешто повеќе за вас и да потсетиме за овој совет. Така, Како националниот млади младински наши надежни македонци што сакаат, што им мислат добро на државата, и Така. за себе и за државата. Така е. Националниот младински совет на Македонија постои од 2013 година. Оваа година прославивме 11 години постоење. Честитки. Благодариме. Ние сме мрежа на најголемото представничко тело на младите во државата, мрежа од 53 организации кои што вклучува најразлично членство. Имаме младински организации, организации за млади, универзитетско-студентски собранија, подмладоци на други организации, вклучително и политички партии и други организации кои што имаат активности или опфаќаат на некаков начин млади луѓе. Она што ние го правиме е покрај проектите кои што ги работиме во секретаријатот, имаме управен одбор кој што и собрание кој што ги сочинуваат нели представници од нашите членки. И тие работат на застапување на оние политики кои што ние сакаме да ги промениме во нашата држава, кои што би биле бенефит од младите. Една од тие би спомнал младинската гаранција. Понатаму работевме на застапување во различни закони за младински стандард, за младинско организирање, за законот за младинско учество и младински политики. Понатаму Многу активности. Доста активности, да, имаме повеќе проекти кои што работат на поддршка на развивање на локални младински стратегии, националната стратегија за млади, национална стратегија за ментално здравје за млади, исто така која што ја изработивме минатата година ја усвои повторно се владата. надоврзуваме на она што го зборувавме. Да, така што освен нели проектите кои што ги спроведуваме, работиме доста на различни политики, имаме кампања за која што пред некој време исто бевме гости тука, Биди чудо од девојка, која што се фокусира на охрабрување на младите девојки да ги остварат своите потенцијали во целост. Така што успеваме ли со тоа? Мошто интересно звучеше да биде чудо од девојка и дали успеваме со овој проект? Да, сега сме во тек понатаму да ги промовираме овие работи, се надеваме наскоро дека чудо од девојки во Македонија. Доста чудо од девојки. Одлично, да. Следува денот на млади на 12 август, каде што традиционално доделуваме награда за младинско учество. Сега ќе видиме понатаму како ќе биде тоа во соработка со председателот, со кабинетот на председателот на Република Северна Македонија и така натаму други институции. Се уште е тоа нели во подготовка, ќе видиме како ќе се организира во следниот период и сите тие активности, така што ги повикувам сите кои што се заинтересирани да не следат на социјалните мрежи, на веб страната и ќе
нели ќе ги имаме сите информации понатаму во текот на следниот Благодарам, период. многу благодарам за денешното учество во нашата узинска програма. И до која возраст во Младинскиот национален совет може да се партиципира? До и 30 години. До 30 години, со оглед на тоа дека годините поминуваат. За нас прашував дали може да бидеме... Имаме наследници кои што може да се приклучат. Така е. Тука завршуваме, Искра. Да, ма јас морам нешто да го подпрашам. Секако Оливер. повели. Повели. Оливер, знаеш дека нема бегање од интернетов, така? Така е. Сега кога го запишав твоето име, знаеш што ми се појави, така? Предпоставам. Да, со оглед на тоа што Гличката свадба е тазе зад нас, ти Да. си бил минатата година, така? Минатата година, да. Зет. И тоа ти било остварување на твојата животна желба. Да. Заедно со твојата сопруга Елисавета. Да. Какво е чувството? Многу има доста одговорност, затоа што тоа е нешто што доаѓа од предците. Односно, последната свадба во Галичник што се случила е на мојот дедо и баба. Има доста одговорност, каде што треба да се зачува нешто што е оставено од предците. Јас заедно со моите браќа и со нели потесната фамилија се грижиме доволно да ја зачуваме нашата стара куќа, да ги зачуваме сите оние работи кои што нашите предци ги оставиле. И уште од мал некако ја имав таа поврзаност со Галичник, иако не често сме биле дел од селото, од сите тие обичаи и различни работи Но кои што се крвта не е организираат. вода, Така така? е. Да, и корените си се тие. Да, и едноставно таа љубов кон Галичник и кон се тоа што представува не донесе таму со мојата сопруга сегашна, тогашна девојка, нели? Кој што уште откако се запознавме, ја знаеше целата таа приказна и едноставно со многу радост ја прифати таа идеја и кога си таму е некако многу збунувачко чувство, не знаевме уште што се случува, меѓутоа отпосле кога се смирија нели Кога сите слегна се. кога слегна се, мислам дека се уште не ни се верува дека тоа се случи на нас и е прекрасно чувство. Одлично. Добро, зете, значи тоа наш зет си, на сите на целата држава. си. Така е. Ти благодарам многу, Оливер, тебе Слободанка што одбираш вакви гости.